Почитувани гледачи, еве сме повторно назад во студиото на К3 телевизија, а вие ја следите утринската емисија Нов ден, поточно вториот дел. Овој дел, како и секогаш знаете, дека е делот кој што е резервиран за соговорник и во кој што имаме актуелна тема за разговор. Денешната тема се однесува конкретно на денешниот датум, односно на 14 јуни. 14 јуни е еден датум кој што минува во знакот на црвената боја, во знакот на црвениот крст, но пред се минува во знакот на хуманите луѓе кои што несебично ја даруваат својата крв. Слободно можеме да кажеме дека крводарителството е херојство, па така 14 јуни, односно денешниот ден, е ден на крводарителите. По тој повод, мојот денешен гостин е господин Зоран, крводарител. Господине Зоран, добре ни дојдовте. Добро ве најдов и добар ден и среќен празник на сите крводарители, на моите пријатели, досегашни и идни, затоа што јас сум сега пензионер, а инаку работев во фабрика за 11 октомври Куманово, каде што имам многу голем успех, не само јас, него целата екипа што го водеше крводарителството. И го станаа уште, ама сега се изменија овие состојбите со приватизација и така да опаѓа крводарителството, што не можеме да апелираме да се зголеми, ама се трудиме. Так. И излегуваме во пресвет на сите наши граѓани кои имат потреба од оваа благородна течност, која не може да се произведе индустријски. Така. Колку години вие бевте крводарител? Првото дарување го имав некаде 67 година, 1967 година, на 17 години. Тогаш ми рекоа дека може после 18, ама јас реков дека сум една година постар. Па ученичко е тоа, како да кажем, да се одбега од часови и даруваме крв, ама континуирано, после тоа продолжив со дарување, бидејќи имав среќа идната година да се вработам во фабриката. Таму продолжив со дарување, потоа отидов во ЈНА и таму продолжив, имав 3 пати дадено во ЈНА. Кога се вратив од ЈНА, на работни акции бев неколку. Мислам, најглавната ми беше Шамак Сараево, и ги поздравувам бригадирите што беа со мене. Нека ми се живи и здрави, да се гледаме. Потоа бев на Сава, бев во Македонија на Мариово и така да. Камо среќа и сега да заживее на бригадирството, работните акции, бидејќи викат дека се бесплатни. Не се бесплатни. Државата треба да инвестира за да ги одржува, ама ќе има и корист нешто. Така, значи во глобала имате многу пати дарувано крв. По колку крвни единици успевавте да соберете на еден ваков ден? Некаде 80-тите години од минатиот век, јас го презедов со мојата екипа, мислам, со работниците што работев, организацијата на крводарувањето во фабриката и најлоша акција ни беше, мислам, меѓу првите, само 9 крводарувања од 2000 работници што имаше, но следниот пат скокнавме на 60, од 9 на 60, тоа е успех, бидејќи се ангажиравме, можам и да ги набројам некои крводарители, некои се покојни, некои се уште живи, например, тоа се што имат повеќе од 100 пати дадено крв, па потоа формиравме здружение на 100+. Значи, сите крводарители кои имат 100 и повеќе пати дарувано, имаме здружение со господинот Иле Митковски. Се среќававме, сега мислам со новиот секретар на Црвен крст на Куманово ќе продолжи да не контактира и да зголемуваме бројот на овие крводарувања. Со сите тогашни фирми и организации соработувавме. Најмногу соработувавме со коледарите, бидејќи и тие се едни од похуманите луѓе. Не, сите сме ние крводарители хумани, али мислам дека се поактивни во тоа дружење и така.
потоа со МВР, со Светлина, со Димчеревица тогаш кога работеше и така. Така, што ве потикна за да дарувате крв? Напоминавте дека тоа беше на почетокот уште во школските денови, но потоа. Како желбата потоа се роди да продолжите со тоа? Бидејќи моето семејство е крводарителско. Моите родители, мислам, татко ми и мајка ми, имаат под 20 на дарување. Постар брат имам кој има дарувано 50 пати. Јас имам 110 пати дарувано. Сега традицијата продолжува и моите деца, мислим сега се возрастни, семејни луѓе, и тие даруваат крв. Керка ми има повеќе од 15 пати, син ми е некаде околу 7-8 пати, ама мислам и тие ќе продолжат, нема да стават бариера да не дават повеќе крв. Така, вие им апелирате, им укажувате на тоа дека тоа треба да го прават и сметате дека тоа е еден хуман гест. Какво е чувството да се спаси нечи живот? Видете, јас, бидејќи бев, како да кажам, во председателството на фабриката, ми имам преко 200 пати носено крвни единици во Скопје од Куманово за наши вработени, за мислам за работниците од ФЗЦ, за нивни роднини и родители и така, да секогаш сум имал разбирање во фирмата и ми е пружено помош. Кога немав превозно средство, ми дава службена кола од фабриката и носев крвни единици, затоа што сега е друг систем на собирање на крвта, да сите крвни единици се носат во Скопје, а тогаш во градовите кои беа, мислам, овие собирачи на крвни единици, го чувавме тука и носевме по потреба. Во Македонија, Куманово е помеѓу по-незастапените, мислам, оние рекорди не можевме да ги собориме, затоа што меѓуетничката, повеќе етничкото население не се склони за дарување сите, а сите се корисници. Так. Во крвта нема која вера си и која мислам партија си. Нема партија тука, так. Нема. Крв е крв. Тоа треба, крв за сите треба. И апел давам, да сите да продолжат да даруваат и да се дружат, бидејќи поранешната, мислам, држава ни беше малку побогата и имавме од Црвениот крст донации. Так. Па со секое дарување даваа по нешто, а се зависеше и од нас, организаторите. Например, јас кога ќе организирав, не сам, него со колегите, кога ќе организирав крводарителска акција, се трудев да обезбедам по некое сувенирче, нешто, маичка, било што, капа, часовници, рачни, зидни, новчаници и така, за машки, за женски, секогаш луѓето со малку се задоволуваат и пропагираат крводарителството. Например, кога правев јас акции, доаѓаа и од страна, од други фирми, и ние одевме да ги помагаме, затоа што некој некогаш не може да даде крв кога има акција, и затоа одевме и во другите фирми да ги помогнеме. Како што напоменав пред малку, дека со коледарите најдобро соработувавме, со пилотите од Аероклуб Куманово исто така, со МВР, со сите, и се дружевме. И дружењето беше многу, како да кажам, весело. Така, сега, колку признаници и благодарници имате добиено? Благодарници имам повеќе, и републички, и наши кумановски. Имам, например, првата ми беше сребрена, за 10 пати, за така, дарувања, потоа златеста или златна, за 20 пати, па ставија за 25, па за 30, па за 50, 75 и 100. За сите тие и на сите годишни собрања на, мислим, средби на крводарители, јас бев меѓу најактивните, мислам, од мојата фирма, и многу имам признанија и благодарници, а едно од меѓу најдрагите ми е
благодарница од, како што реков, од коледарите, наши кумановски. Тие ми рекоа, слушај вака, за 100 пати ќе си добиеш од Црвен крст, ама за 99 пати ќе добиеш од нас. Така. И ми направија една фигуричка, не знам, можеме да го спомнам, колегата Ѓорѓи Лититаров, тој ја креираше малку уметнички, ја направи и сега ми стои дома на телевизор и не смее никој да ја мрдне. Так. Затоа што на неја пишува за 99 пати дарување крв. 100 може секој да земе, ама за 99 нема. Така. Единствена е во Македонија. Веројатно како поминуваше времето и како дарувавте се повеќе крв, имавте се поголем потик за да стигнете до таа бројка. Секогаш се трудев, не само јас да дадам, него и да ги убедам колегите, пријателите, комшиите, роднините, сите, а многу луѓе дојдат кај мене и ми викат, мора да дадеш крв. Ама не дај Боже што викат кога ќе му дојде зор, давај крв. Па викам, како ќе ти дадам бе кога ти не сакаш да даваш. И многу луѓе променија на мислење за крводарителството. Вие го наплатувате, јас не можам да го наплатам. Ја ако земам крв твоја, ќе носам директно во Скопје. Кој ќе ми даде пари во Скопје? Така. И ја разбивме таа фама дека се крвта продава. Може, бидејќи некој кој ќе земе крв, да го чести лекарот кој му е извршил инфузија така, и така. Не може сега, кој ќе дојде сега и ќе каже дајте ми 300 милилитри крв, ќе ви дадам 100 евра. Нема тоа. И крводарителството, ја не знам, мислам, не сум слушнал сега во овие кругови што се движев, дека некој е платил крв. Так. И знам, на сите што сум им јас однел, никој не е дал ни денар. Имаме со едни двајца колеги директно давано од вена на болни луѓе во Скопје, во Куманово не е, во Скопје. И родителите сакаат да не честат, например, за деца беше. Ама не морате, викам, ние дојдовме да го спасиме детето, а не да не честите нас. И така. Така. Би можеле да одмориме малку со една кратка музичка пауза и се враќаме повторно во студиото. Накавал мојот другар
првата строфа, заедно со моите. Твојата Мајка мори. уште посилно, уште. Браво! Твојата мајка мори, тебе не те пушта, кај мене да дојдеш душо, срце мое Драги гледачи, еве неповторно назад во студиото. За оние кои што се вклучуваат токму сега на каналот на К3 телевизија, едно мало подсетување дека говориме на темата 14 јуни, светски ден на крводарителството. Говориме со мојот денешен гостин, господин Зоран. Господин Зоран, да продолжиме со разговорот. Може ли да ни кажете дали и конкретно се собираат сите крвни групи, односно која крвна група е дефицитарна? Не знам дали многу гледачи се запознаени со крвните групи, значи има А позитив и негатив, Б позитив негатив и нулта позитив негатив и АБ исто така позитив и негатив. До сега се сметаше дека нулта група негатив е дефицитарна, но во моето искуство до сега што го имам, видов дека АБ негатив е најмалку застапена крвна група и многу сме имале проблеми со набавување на оваа крвна група. Овие други, како да кажам, сите ги имаме. Тоа мислам дека задоволително ги има во секое време, додека АБ негатив е дефицитарна, али се снаоѓаме кога немаме тука во Куманово, одиме во Скопје. Јас сум одел и до Велес за да донесам крв и така. А луѓе, тоа се, како да кажам, снаодливи и мора, кога е зор за живот. Така, за животот се работи. Дали можете да ни раскажете некое ваше искуство за спасување на нечи живот кое што ви оставило најголем впечаток досега? Како што реков предмалку, со еден колега мој имаше потреба А негатив, А плюс, мислам, позитив, бидејќи и детето беше А позитив. Во Скопје отидовме и неколку души со А група, и сега има и подгрупа таму, а само јас и тој одговаравме и бара да имаме пошироки вени. Затоа што од една рака вадат крв, од друга ни го враќат. Така? Нама не целосно, него оделено што треба да земат. Тоа беше возбудливо, како да кажам, бидејќи го гледаш човекот изнемоштен и му даваш крв, а среќен си после кога ќе се заврши работата, кога ќе биде успешно. Па имам и мислам не по наша вина, например болеста е распространета во Македонија. Мислам многу болести има и еднаш не ни успеа тоа. За жал пациентот не можеше да се излечи, ама ние нашата граѓанска должност ја обавивме преку него, према него и што да прави, животот е таков. Се раѓаме и умираме, нема. Так. Дали сметате дека хуманоста се цени доволно? Па како да кажам, порано, факт ќе се навратам, пред 20 на години се ценеше повеќе, по-дружелюбиви бевме, како да кажам, не се делевме на партиите, јас сум ова, вие сте тоа, ќе дадам за тебе, за него нема да дадам. Дававме крв за секој. Так. А во сите средини имаме, например, сега не можам да ги оделам, јас во мојата работна единица имав некаде 250 активни крводарители, од кои имаше
албанци, имаше роми, додека македонците беа позастапени. Албанците некаде на 250 немаше ни 1%. 5 или така 6 беа. Кои беа хумани дава и доаѓа. Роми имав исто така неколку. Секогаш на прв повик, на прво барање мој, ромите станува дај да дадеме за... Значи имавте една убава соработка со крводарителите. Во секое време имавме и како да кажам, разбирање имавме меѓу факторите. Оти да одам кај раководителот, му викам, ти ми го пуштиш овој човек да оди да даде крв, нема и гајле. Го земам со моја или со службена кола, го носам во трансфузија, соработував многу добро со господја Лиљана Славковска и со господинот Душмановиќ Антонио. Тие беа главни во тоа време. Секогаш сум наидувал на добар прием и со другиот персонал. Со сите соработувавме, дури и дома ќе ми завртеа, вика Зоки, дај го списокот да видиме која група имаш, кој е човекот и подхитно се снаоѓавме, интервениравме за да од дома ги викавме луѓето, абе вика јас не можам на свадба сум. Добро, ако не можеш, не можеш. Така. Гледаме за 5 минути човекот доаѓа, абе си оставил свадба, нема везе свадба, ќе се прави пак, јас да дадам крв, вика, да спасам човек и така. Така. Сепак, значи, да повториме, соработката беше одлична. Па така да би можеле да напоменеме, дали вие како крводарител имате некаков посебен третман и бенефиции во здравството? Како да кажам, и тоа пропадна. Мислам, сега имав случај, вика, лекарствата се поевтинети. Јас викам дека тој фонд за здравство, да не кажам лажат, ама не можеш да земеш на рецепта лекарство ако не платиш. Така. Одам во аптека и он ми вика, Така. на приватно може да го земеш, на рецепта не можеш. Колку? 1300 денари. Вадам и платам, нема што да правам. Додека порано имавме, а и сега имам, ослободени сме ние крводарители кои имат 10 пати и повеќе дарувано крв. Јас имав една хируршка интервенција, нема проблем. Извршивме без надокнада никаква. Единствено протетика забна е неослободена од субвенции и така. Така. Мислам платим. Нешто повеќе и за оние крводарителски акции, за организации кои што веќе напоменавме. Направете една мала паралела доколку можете крводарителството порано и крводарителството денес. На кое ниво мислите дека е тоа денеска? Како што реков, мислам дека сега е малку трендот на опаѓање, затоа што јас секоја година се трудев, како и мислам и колегите, не лично, само јас, имам соработка со планинарите, со возачите, со овие транспортни предпријатија, ми дадат автобус или гратис или за минимална цена. Ги водев крводарителите во Беро, на Беровско езеро, во Свети Јован Бигорски, во Маврово. Нема каде не сме биле. Се собереме 1-2 автобуса, имавме спонзори, малку трчање требаше тогаш, тоа беше моја задача. Отидам до Кватро, до Бучен Коздјак и ми дадат до овие совместнати од било која фирма, а најмногу ме поддржуваше мојата фабрика, тогашната, мислам ФЗЦ 11 октомври. Секогаш сум имал разбирање со директорите и ми плаќаа некогаш превоз, ги носам. 2 пати ги имам по 3 дена во Струга, во Црвен крст носено. Символично плаќат за 3 дена по 100 денари. Значи, пон престој, пон пансион, за 100 денари нема никаде. Така. Али за крводарителите имаше. Па некои ме псуеа зашто не сум ги викал нив, абе јас ставам оглас Така. или на интернет или таму на табла
и он ми се јавува кога се вратиме веќе, па кај си, па копав пченка, па копај пченка, нема да одиш. Така, сега суштински можеме да кажеме дека вие сте среќен човек затоа што имате спасено многу човечки животи. Дали луѓето ве сретнуваат на улиците некои во некаков минимален или максимален број и ви се заблагодаруваат и ден денеска за вашите акции? Се уште ме познават луѓето, ако сум веќе 2 години пензионер и малку сум отстранет од ова акцијаштото, ама луѓето знаат, вика, ти ме спаси мене, јас не сум, јас само помогнав, бев манипулатор, донесов крв од Куманово за Скопје или од Скопје за Куманово. Не, да не беше ти, ја, вика, ќе отидев, добро, вика, не. Исто така ме соработува ми многу, како што реков, дека мал процент се дарителите од муслиманската вероисповест, ама ме ценат. Сега ме сретне, фала, на нивното фалимидер. Така. И така, немаш гајле, викам, само ми биди жив и здрав ти. Јас сум албанец, ако си ти албанец? Нема врска, тоа. И тоа. Сега вака, дали се занимавате со нешто друго сега во овие пензионерски денови, кога можете да живеете мирно, да кажам, без многу обврски, со што друго се занимавате? Покрај домашната обавеза чување на внучиња, бидејќи имам 4, 2 машки, 2 женски, како што ви напомнам, бев пратеник, сега сум раководител. Како раководител, па ги водам двете за една рака, двете за друга и ги шетам. Јас живеам кај Соколана, таму горе, и секој попладне сме на спортското игралиште за надпревари овие, за атлетика, атлетското, и трчиме. Јас не можам да трчам, ама они трчат, бидејќи најмалото ми е 3,5 години, најголемото 9 години, и надпреварија кој ќе е најдобар. Инаку, хоби мое покрај крводарителството што ми е било главно, сега сум пчелар. Мислам дека и пчеларството е нешто слично како крводарителството, бидејќи пчелата е здравје, а цветот е живот. Така имаме едно лого, значи цвеќето или дрвото е живот, а пчелата е здравје. Мислам производите на пчела. Така да се занимавам со пчеларство и сум секоја минута ја користам да сум покрај пчелите. Имам некаде околу 100 кошници на неколку локации. Нема проблем, нема граница за пчелите. Јас ги носам и во Липковскиот крај, и во нашиот Которски крај. Јас сум инаку по потекло, семејството ми е потекло од Драгоманци, Драгомански. Така да хобито, желбата за животот, за развојот на пчелата треба многу да е голема за да успееш нешто во животот. Па ја мислам дека до сега сум успешен. Па ќе видиме ако сакат, бидејќи во крводарителство децата ме наследија, дават, даруваат крв, па ќе ги учам и внуците и тие да даруваат крв. Секако. Ќе видиме. Че планирате и во иднина да апелирате до сите, да? Обавезно, нема тоа, како да кажам, во крв ви е таа солидарноста и добрата мисла за помош на секој. Така. Би можеле да воздивнеме со уште една кратка музичка пауза и се враќаме повторно во студиото. Случајно те сретнувам, дале јаве или некој убав сон ја сонувам. Ти си иста, тебе ништо
ne ti može vreme to. Da znaš u šte si mi lek za srce to. Stara ljubav, novi solzi, oči pak mi napolni. Kako včera se da bilo, ne sum te zaboravil. Stara ljubav, kako mladi, ako sreća nema me, dojdi barem jedan kraj drug, nije da ostari me. Dosega me teše ja, mesto tebe ova srce ti je migo topleja. Ti si ista, tebe ništo ne ti može vreme to. Da znaš u šte si mi lek za srce to. Stara ljubav, novi solzi, oči pak mi napolni. Kako včera se da bilo, ne sum te zaboravil. Stara ljubav, kako mladi, ako sreća nema me, dojdi barem jedan kraj drug, nije da ostari me. Stara ljubav, novi solzi, oči pak mi napolni. Kako včera se da bilo, ne sum te zaboravil. Stara ljubav, kako mladi, ako sreća nema me, dojdi barem jedan kraj drug, nije da ostari me, nije da ostari me. Се надевам дека ви се допадна нашиот музички избор. Кај нас во студиото внесе баш едно позитивно добро расположение. Се надевам дека тоа се случи во вашите домови. А ние продолжуваме со разговорот. Господин Зоран, дали се уште остварувате контакти со некои ваши колеги од крводарителските акции? Се уште, мислам, одам во Заводот за трансфузија, контактирам со лекарите и со персоналот, или за мои потреби, или за други потреби, така да секогаш сум радо примен кај нив, се знам со сите и немам проблеми. До сега никогаш ме немат одбиено или да ми кажат не може да се снајдеш или не може да најдеш. Така. Колку животи може да спаси една кеса крв? Па една кеса, еден живот, например, некогаш и 2-3 кеси, бидејќи во таа кеса нема само крв, него се било кои повеќе продукти има од крвта. Значи, кога ќе 7 дена ли траеше така некако на свежата крв, после се разложува на плазма крвна, плочки и така. Сега да не заваѓам во структурата на крвта. И една кеса е некогаш недоволна. Значи, со едно дарување
половина живот, нека биде, важно ќе помогнеш. Така. Интервентно, кога човекот изгубил крв, мора да му се даде. Ако е сега и подгрупата слична, значи ќе делува веднаш или се бара замена и така. Јас, како што реков, имам 110 пати дарувано крв. Отидов да дарувам повторно, докторка ми вика стар си. Така, значи за тоа има години. За крвта до 64 години вика можеш да даруваш, после не. Добро бе докторке, па не ми фали ништо, еве. Јас сум крвната слика ми е одлична. Сите елементи се на број. Не сум диабетичар, немам тие триглицериди, се е под контрола. И токму тоа, на тоа сакам да се надовршам и да ве прашам. Освен тоа што хуманоста, крводарителството е еден хуман гест, дали воопшто е добро лично за човекот да дарува крв? Мислам на она на здравствената ситуација конкретно. Дали е добро? Некои велат дека така се прочистува крвта. Како тече тој процес? Процесот за обновање на крвта, мислам, ги препорачуваат со повеќе течност, да не знам за колку, за ден, два, да, бидејќи знаеме 1/7 од телото и крв. Значи на 100 кила човек, 7 кила е крв. Така да имаме крв, можеме да дадеме, а тие 300 грама или 30 милилитри, 300 милилитри, како се вика, можат да неосетно да се дадат, да нема човекот никакви проблеми. Вика, јас сум зависник. Абе, зашто лажеш зависник? Верувајте ме дека кога после секое дарување, јас се чувствуваш некако олеснато. Олеснато. Ja. И никогаш не до сега, до тогаш што сум имал дарувано крв, никогаш не сум имал проблем. Никогаш. Се случува луѓето кои се, како да кажам, фобични на игла. Так. Не знам како се викава. Значи страф од игла, Да. погледне во иглата и се онесвестува. Так. Тука сме за интервенција. Ми се случувало на колеги кои прв пат не, али повеќе пати кога даруваат, второ, трето дарување, му се слоши на човекот. Му ставиме под нос малце мирис и интервенираме и лекарот и ние, се презно и човекот и нема проблеми. Ќе си стане, ќе си оди, може да јаде, може да пие слободно. Колку сака и што сака, значи така. Да, само повеќе се препорачува течност да абсорбира, бар првите часови и така. Така. Денеска во Домот на културата многу е важно да напоменеме дека ќе се одржи една манифестација за крводарителите. Господин Зоран е поканет гостин таму. Па е така да ќе имаме можност и тоа да го проследиме во следните денови. Господине Зоран, тука некаде и крајот на нашата денешна емисија. Дали имате некоја порака за гледачите на К3 телевизија? Порака вака, бидете дарители на крв, слободно дарувајте. Покрај тоа, да кажам и уште едно, да изрекламирам моето хоби, јадете мед, бидејќи процент на јадење на мед во Македонија е многу мал. Например, во Германија 15 кила годишно човек јаде, а кај нас не јаде ни 100 грама. Така. Дали е кап медот, ама нема навика нашиот народ. Гледаме ги овие брзи кујни, на кременадли стават мед. А на наш човек да му ставиш на кременадла мед, ќе рече, што ми правиш ова? Балканец. Па е добро и балканската кујна. Например, поленот треба да го абсорбираат постари луѓе од 55 години, бидејќи тоа е лек за простата, мислим за мажи, и имунитетот се зголемува со јадење на мед и мислам пиење. Секое утро треба со една млак чај и една чаша, мислим една лажица мед да се испие, тоа ти е за доволно за цел ден да не си гладен. Па крводарителството нека ни е, мислам, среќен празникот и нека се шири и нека се обнови она бројката. Пред неколку години знам имавме преку 1000 дарувања крв. Се боревме
со поранешниот секретар Иле Митковски да ја надминеме таа бројка 1000 и успеавме. И сега моментално не сум во тек, ама мислам за ова година Така. ќе биде нешто. Така. Ама треба да видите што е сега приватизацијата, кога ќе му дојде со она потврда за 2 дена одсуство од работа, ме прашали. А не, болеста не прашува, бе, брат. Така. Болеста треба да се спречи, а не да се лечи. Кога ќе му дадат на болниот инфузија крвна, му се подобрува крвната слика, метаболизмот и живее човек. А овој за тие 2 дена ја мислам дека фирмата нема да Нема пропадне. да пропадне, секако. Е. Секако. За крај би сакала да ви се заблагодарам што се одзвавте на нашата понуда и што бевте гостин во нашата емисија. Ви благодарам и на вас, драги гледачи, што не следевте. Се надевам дека не следевте од почеток до крај. Имајте убав ден и останете во добро расположение.